Добар ден на сите, ви благодарам што сте со нас во онлайн форматот. На сите што не следат, ги поздравувам во името на Цивил Центар за слобода на овој почеток на 9-дневната програма Одбрана на демократијата, хоризонти на слободата. Ова не е само еден обичен след на активности на невладина организација, на уште една невладина организација во земјава или во светот, ако зборуваме веќе пошироко, туку е вистинска платформа која ја отвараме за сите засегнати и за сите заинтересирани, за сите што сакаат да направат нешто повеќе за демократијата, за човековите права и слободи. Денес живееме во време кога демократијата е под исклучителен притисок, вистината е постојано оспорена, наместо да се служиме со факти, односно наместо да се служат одредени центри на моќта со факти, тие фактите ги претвораат во материја за дебата и за замаглување на фактите, за замаглување на вистината. Ширум светот сме соочени со многу силен атак од авторитарните центри на моќта, од агресивните, крајнодесничарски, радикални, политички и други ентитети, а нашата земја, како и регионот на Западен Балкан, не се имуни на тие трендови. Тоа што се забележува во изминатите години е дека демократијата не само што е под напад, туку е во повлекување. Тоа што ние го презедовме како задача е токму тоа. Одбрана на демократијата и демократските вредности, одбрана на човековите права. Алармантно е тоа што ако ние само до пред 5-6 години бевме организација, бевме дел од илјадниците организации во светот кои беа вклучени во програми, во активности, во проекти за промоција на демократските вредности, за промоција на човековите права и слободи, за промоција на еднаквоста, ние сега се наоѓаме во ситуација кога мораме да кажеме одбрана. Одбрана на демократијата, одбрана на човековите права. И тоа е еден алармантен податок за тоа во каква состојба се наоѓа општеството, не само во Северна Македонија, не само во Западен Балкан, туку и на многу места во голем дел од светот. Агресијата, империализмот, милитантизмот и авторитарните тенденции се главна одлика на секојдневните вести, на се она што се случува во земјата, во регионот и во светот, на повисоко или на пониско ниво, со посилен или со послаб интензитет. Гледаме како демократски држави, кои биле символ за демократија, извозници на демократијата во една или во друга смисла на зборот, сега се соочуваат со авторитарни тенденции. Сето тоа го загрозува глобалниот мир, сето тоа ја загрозува и стабилноста и безбедноста и на нашата земја. Затоа во следните 9 дена преку медиумски акции и активности, јавни настапи, како што е овој денеска, меѓутоа и во еден многу поширок, по-комплексен формат, нашата организација ќе прибере меѓународни експерти, представнички и представници на граѓанското општество, медиумите, политичките активисти, се разбира активистите за човекови права и слободи, бранителите на човековите права и слободи, аналитичари од Германија, Украина, Франција, Италија, Соединетите Американски држави, регионот на Западен Балкан исто така и низа други земји во Европа, кои ќе се придружат, меѓу нив и Литванија, кои ќе се придружат на ова низа од 9 дена, низа, една интензивна низа од настани и од активности. Тоа што оваа програма се обидува да направи е да воспостави мостови меѓу локалното искуство и глобалните предизвици. Кој ќе кажеме дека Цивил
на 12 декември, например, за програмата ќе слушнете малку подоцна, Цивил има во својата програма една голема меѓународна организација, Одбрана на демократијата и Хоризонти на слободата, на која ќе учествуваат повеќе од 20 луѓе од повеќе од 10 земји во Европа и во светот, каде што ние ќе споделиме искуства, анализи, ставови и се разбира визии за тоа како понатаму. Она што се однесува на локалното искуство. Ние во нашите извештаи за рано предупредување во рамките на проектот Демократски навигатор, во чии рамки е овој цел настан, работевме на тоа да ги истражиме врските меѓу локалните, националните, регионалните и светските трендови. И откривме дека таа врска постои, таа врска е силна и локалните искуства, македонските искуства, со хибридните закани, со дезинформациите, со се што е поврзано со мандатот на проектот Демократски навигатор, кој е стратешки одговор на дезинформациите и хибридните закани, е и текако добар показател, добра научена лекција за било која демократска земја во Европа или во светот. Можеме да кажеме со гордост дека она до кое доаѓа Цивил на дневна основа, заедно со периодичните извештаи за рано предупредување, другите извештаи и публикации и медиумските активности се веќе многу силно во фокусот на вниманието на меѓународни експерти, на новинари, истражувачи, дипломати и се разбира носители на одлуки, како на национално и регионално ниво, така и на меѓународно ниво во Европската унија и други центри на моќта. Се разбира, будно не следат и оние кои се во фокусот на нашата работа и се обидуваат на најразлични начини со кампањи за валкање, со дезинформации, меѓутоа и со сајбер напади, да ја попречат нашата работа, но до сега безуспешно и неславно завршуваат тие обиди. Зошто? Заради тоа што ние ја зајакнавме довербата во демократијата меѓу граѓанките и граѓаните. Бидејќи на крајот на криштата, тоа е она што ние го правиме за нив. Јас би сакал да оставиме во текот на наредните денови, наредните 9 дена, повеќе да дознаете од самите активности, од самата продукција на Цивил и медиумската платформа на Цивил, Цивил Медија, Дрейт, Цивил Тудеј на англиски и така натаму, на албански и така натаму. И само ќе спомнам дека оваа недела на човековите права, односно Одбрана на демократијата и Хоризонти на слободата, ќе се занимава со руските хибридни напади и операции, улогата на медиумите во ерата на поствистината и она што во последно време се нарекува во ерата на постсрамот или време кога срамот исчезна од јавната комуникација, од моралниот склоп на однесување на јавните личности, политичарите и други моќници во секојдневието на животот на човекот. И се разбира, нема да ја одминеме и една од најважните теми во светот денес, а тоа е експлозивниот развој на вештачката интелигенција во воени и во мирнодопски контексти. Ова се важни теми, затоа што како општество и како регион ние се наоѓаме во исклучително деликатен период. За важноста на овие наши активности, за важноста на Одбрана на демократијата, Хоризонти на слободата, можам само да споменам и на тој начин да го скратам моето излагање, дека ова е уште една голема меѓународна активност, национална, се разбира на национално ниво, исто така на регионално, меѓутоа голема меѓународна активност на Цивил, која се надоврзува на цела низа други активности. На 12 декември оваа година ќе се навршат точно една година од одржувањето на првата конференција Одбрана на демократијата во период на војна, авторитаризам и национализам. Оваа година се нарекува Одбрана на демократијата, Хоризонти на слободата.
и е разлечена во цела една недела, па и повеќе од активности за човековите права и слободи. И исто така е континуитет од нашата октомвриска конференција за одбрана на демократијата. Понатаму, исто така во октомври, освен во Скопје, се одржа уште еден голем меѓународен настан во седиштето на Европската Унија во Рим, каде што Цивил беше коорганизатор, партнер и гостин во големата меѓународна конференција со учество на голем број политички и експертски имиња од светот, вклучително и представник на Цивил во Рим, каде што се зборуваше за иднината на Европа и за иднината на Украина, кои се иднини, кои се меѓусебно силно поврзани. Визијата на Хоризонтите на слободата е да отвори една можност, платформа за сите што се засегнати, за сите што имаат волја да работат заедно со нас за подобрување на состојбите, за одбрана на демократијата и за одбрана на човековите права и слободи. Екосистемот во кој се наоѓаме, ние како организација сме основачи, едни од основачите на меѓународно ниво на глобалната иницијатива за одбрана на демократијата, заедно со Медиа Диалог и New European People's Forum, новиот европски граѓански форум, кои се германски организации, меѓународни, меѓутоа со седиште во Германија, во Берлин. Понатаму, ние сме партнери и коосновачи на големата програма Вестминстерска алијанса за Украина, каде што наши коосновачи се истите од оние во демократскиот, во одбрана на демократијата, глобалната иницијатива, заедно со Жан Моне асоциацијата, која спомна и мојата колешка Диана, како и италијанската, една од најголемите италијански think tank организации Centro Studi Internazionali. Тоа не е крај, ние сме исто така во извонредно блиска соработка со неколку организации, многу важни организации од целиот Западен Балкан, се разбира во текот на токму овие 9 дена кои следуваат, Цивил ќе зацврсти или ќе формира нови партнерства и на национално и на регионално ниво, а се разбира за сето тоа ќе дознае јавноста и во текот на тие случувања, се разбира и потоа во извештајот. Важно е да споменеме дека дури и додека зборувавме сега на адреса на Цивил слетуваат постојано нови пораки, нови извештаи, како од целата земја, така и од регионот. Пред малку добивме извештај од нашите партнери во Сараево, чиј представник ќе биде исто така на 12 декември овде со нас. Се разбира, ако ја следите медиумската платформа на Цивил, на македонски, албански и англиски јазик, ќе дознаете и многу повеќе. Во меѓувреме, прочитајте ги извештаите за рано предупредување, бидејќи тие се однесуваат на секојдневието, на она што не очекува во текот на денот, на ноќта и се однесува на нашата безбедност и на нашата демократија и човекови права и слободи. Ова се е дел од проектот Демократски навигатор, кој го поддржува Министерството за надворешни работи на Германија, а се разбира не поддржуваат во голема мерка, ако не и најмногу, токму граѓанките и граѓаните, не само на нашата земја, туку и од целиот свет. Луѓето кои се демократски ориентирани и кои ги почитуваат човековите права и слободи.